Политика, економија, живот и во овој дневник информации од повеќе области. Вардарскот и Квешкиот регион го покриваме. Македонија, светот и спортот. Што се беше актуелно денеска, останете со нас, ке погледнете веднаш по најавите. Еден убиен и 4 повредени. Крвава ноќ на улицата Коле Цветков во Велес. Антикорупцијска состав, промената на Сврлевски во време кога се распишани избори е кршење на изборниот законник. Владата се откажа од климатската рехабилитација за децата, но не и нивните родители. Велешани из утринава ги потресе веста за громорозното убиство кое синоќа се случи во градот. Имено осомничениот за стореното дело по извршување на убиството објавил статус на својот Facebook профил со кој го признава громорозниот чин. Настанот веднаш бил пријавен во полиција, при што дежурен јавен обвинител од основното јавно обвинителство Велес извршил увид на лице место во семејната куќа, во која утрово околу 2 часот е извршено кривичното дело убиство. Колешката Дијана Иванова ги има деталите. Крвава ноќ на улицата Коле Цветков број 131 во Велес. 65 годишен маж е убиен, а 4 лица се повредени. Осомничен е првиот сосед на семејството Најдови, 46 годишниот СВ. Тој насилно влегол во домот и со тврд предмет прво физички е нападнал ќерката. По повикот за помош пристигнале незините родители. Во викотниците за помош во собата дошле и братот на починатиот со сопругата, кои што живееле на другиот кат од куќата, по осомничениот со чекан и нив им нанел тешки телесни повреди. Кој знае како ќе завршела расправијата ако не дошол таткото на осомничениот за да го прибере својот син. Потоа повредените со возило на итната медицинска служба биле пренесени во Белешката болница. 5 лица се донесени, едниот маж, после пола саат неполни од донесувањето на оделение подлегна на раните поради тежината на повредите кои што беа со скршеници на черепот и со крварење во мозочните структури. Неговата сопруга исто така тешко повредена со повеќе кратни скршеници на черепот со крварење во главата, во мозочните структури и е препратена на неврохирургија во Скопје на понатамошно лекување. Трета жена е донесена со тешки телесни повреди, со крварења во поглавината, со многу рани, едно 5-6 рани пообсежни по главата и со скршеница на левата шака. Друга девојка е донесена со повреди исто така на глава, со повеќе отворени рани на главата и маж со мноштво повреди по глава и врат. За настанот во полицијата пријавиле соседите пред СВР Велес да го апси осомничениот. Тој, според соопштението на јавното обвинителство на својот Facebook профил, објавил статус во кој што напишал дека ги убил своите монструми. Насилникот е лишен од слобода и се наоѓа во СВР Велес се до изведување пред суд. Истрагата е во тек. За мотивот обвинителство ќе ви каже или ако не овласти ние ќе ви го пренесеме отколку ќе го дознаат. Телото на починатиот Диме Најдов по налог на јавен обвинител е дадено на обдукција. Од местото на крвавиот настан подигнати сти предмети кои се дадени на вештачење. Улицата Коле Цветков во Велес важи за една од безбедните улици во градот. Она што ноќеска тука се случувало за жителите од оваа улица е изненадување. Велат семејството кое што настрадало, немало никакви проблеми со соседите. Го опишуваат како мирно семејство кое што било почитувано од сите соседи. Зошто ова им се случило? Очекуваат истрагата да го даде одговорот. До крајот на денот, осомничениот СВ треба да биде изнесен пред истражен судија. Неофицијално ќе одговара за 2 кривични дела – убиство и обид за убиство. За 4 месеци, ова е второ убиство во Велес. Локалните избори се веќе распишани. Државната изборна комисија подготвена, партиите одамна влезени во кампања,
Останува уште да се утврдат кандидатите за градоначалници и советници. Актуелниот градоначалник на Кавадарци Александар Панов соопшти дека нема да се кандидира за трет мандат, но останува отворена можноста тој да биде избран од самата партија. Локалните избори се веќе распишани и ќе се одржат на 15 октомври. На нив ќе се бираат првите луѓе на општините и советниците во градските совети. Државната изборна комисија е подготвена, а партиите се влезени во кампања. Пред неколку месеци се доставуваа кандидатури за можни кандидати за градоначалници. Конкретно за партијата ВМРО-ДПМН од општинскиот комитет од Кавадарци се поднесени 6 кандидатури. Актуелниот градоначалник Александар Панов во изјава за К1 телевизија рече дека тој не поднел кандидатура, но останува отворена можноста да биде кандидиран од самата партија. Има 6 апликации во кои што ја нема мојата апликација. Одлучив да не поднесам кандидатура овој пат. Меѓутоа, останува отворена можноста да од самата партија бидам кандидиран како кандидат за градоначалник, што нели во контекст на мојата партиска припадност и мојата преданост на партијата не може никако да се одбие или нема начин како да се одбие. Инаку Панов во 2 наврати беше победник на локалните избори. 8 години ја извршуваше функцијата градоначалник, за која што вели дека тоа не е привилегија, туку голема обврска. Во натамошниот период треба повторно да се превземе оваа функција од кадар на ВМРО-ДПМН, кој што ќе биде дури и поспособен од мене да направи еден проект повеќе. Пак ќе кажам, имаше анкети, јас резултатите од анкетите не ги знам. Партијата, независно од кандидатурите на нашите членови, ќе поддржи кандидат со кој што ќе победи на овие локални избори. И тоа е можеби нормална процедура. Доколку граѓаните го сакаат тоа да повторно бидам јас и да добијам трет мандат, тогаш сигурно дека ќе го прифатам тој предизвик. Панов, иако не се пријавил на партискиот повик за кандидати за градоначалници, но неговото име фигурира на анкетите за испитување на популарноста на можни кандидати за градоначалници. Велешките деца заминаа на климатска рехабилитација. Иако владата се откажа од овој проект, нивните родители не. К1 телевизија дојде до информации дека родителите самостојно со помош на финансиските средства кои ги добиваат од локалната самоуправа, 43 деца денеска заминаа во Михајлово на планината Кожув. Државата се откажа од финансирање на климатската рехабилитација на децата со нарушено здравје, како последица на загадувањето со тешки метали, но нивните родители не. Тие побарале од Друштвото на родители за грижа за здраво поколение да ја организираат рехабилитацијата, зашто родителите самостојно ќе ги подмират трошоците. За сега со 100.000 денари, рехабилитацијата на 43 дечиња, кои веќе се наоѓаат во детското одморалиште Михајлово на Кожув, ја помага општина Велес. Не знам зашто е укината поддршката за овие деца што одеа на климатска рехабилитација. Ние во секој случај нашиот дел го завршуваме согласно договорот. Од Сдруженијето велат дека се уште од Министерството за животна средина нема добиено на писмено зашто државата по 15 години се откажува од финансирање на климатската рехабилитација. Инаку викендов на Кожув, заедно со дечињата од Велес, ќе се дружат и рехабилитираат деца кои што имаат болести на респираторниот трак, на срце, анемија, алергии од село Возарци Кавадаречко. Нивната дводневна рехабилитација финансиски ја поддржува компанијата Фени. Македонскиот мед и медните производи се почесто на светскиот пазар. Конзорциум Иноватор 2013 со тенденција македонскиот мед да се најде и на пазарот во Русија. Љубомир Ракиџиев смета дека заедничката соработка со локалните самоуправи и Сдруженијето на пчелари би помогнало медот и медните производи полесно да се пласираат на светскиот пазар. Македонските ресурси од мед и медни производи имаат место на пазарите во светот. Медот, млечот, поленот, прополисот, како и пчелиниот отров
На овие производи конзорциумот Иноватор 2013 работи со тимови од Западен Балкан, особено од Република Србија. Тие изразуваат надеж дека во соработка со надлежните институции ќе издействуваат истите да заминат на рускиот пазар. Целта ни е рускиот пазар во кој имаме извонредни можности да заедно со Сојузот на пчеларите од Србија, од Нови Сад, да извеземе значителни количини. Во овој момент станува збор за овој вид на производи кои што и добија фактички врвни признања на Новосадскиот сајем ланска година. Ракиџиев истакна дека медните тинктури, кои што се 16 производи за кои постои опрема, се наменети за врвни спортисти. Стратешка цел пак е да се симнат вештачките допинг средства. И со тоа фактички да добар дел од овие производи, наместо да се продаваат како сиров мед од 200-250 динара, отидат за 800 до 1500 динара како медни миксеви. Испратени се дописи со предлог за соработка до 10 на локални самоуправи за да ги повикаат пчеларите и издруженијата на пчелари како би се постигнал договор на кој начин медот и медните производи ќе се пласираат на светскиот пазар. Ракиџиев се надева дека до крајот на оваа година ќе завршат сите постапки и ќе може да се организира производството. Планирано е македонскиот погон да биде лоциран во некои од општините во Повардарието. Извозот ќе се врши преку правните субјекти од Србија и Македонија. До 20% годишно достигнуваат загубите во македонското земјоделство поради несоодветното складирање, покажува последната анализа на Рурална коалиција. Во светски рамки овој тип загуби во агробизнисот се движат од 5 до 10%. Несоодветното складирање причина за загубите во македонското земјоделие, кои достигнуваат и до 20% годишно. Ова го покажуваат податоците од последната анализа на Рурална коалиција, додека овој тип на загуба во светски рамки достигнува само од 5 до 10%. Овој проблем се провлекува години наназад, а секоја година поради несоодветно чување во простории кои се под влијание на временските услови, доведува до намалување на квалитетот, а со тоа и на цената. Македонските земјоделци се приморани да ги продаваат своите производи по многу пониски цени или да ги фрлаат. Ова се уште еден од поголемите проблеми кои го зафаќаат македонското земјоделие, а најмногу се засегнати производителите на јаболко, праска, крушка, трпезно грозје, домат, компир, додаваат од Руралната коалиција. Успешно завршена 24-та летна крводарителска акција. За 2 дена собрани се 213 крвни единици, информираат организаторите. Велишани овој пат ја покажаа хуманоста на дело. Овие 213 крвни единици одат за потребите на скопските клиники, каде несомнено ќе биде спасен некој човечки живот. Велешани овој пат ја покажаа својата хуманост, дарувајќи ја течноста што живот значи на летната крводарителска акција. Собрани се 213 крвни единици. Акцијата се реализираше во изминатите 2 дена. Вчера 115 крводарители ја подадоа својата рака. Денеска 98. Екипите од Институтот за трансфузиона медицина се задоволни. Велат дека на овој начин значително ќе се зголемат резервите со крв во клиниките широм државата. Ова е посебно значајно во летните месеци, кога потребата е поголема. Имаме околу 60 единици. За разлика од вчера, имавме крајната бројка, мислам дека беше 115. Се надеваме дека и денешната акција ќе достигне таа бројка и акцијата ќе биде успешна. Летната крводарителска акција се одржува по 24 пат. Организатори годинава е Општинската организација на Црвен крст и Институтот за трансфузиона медицина. Иако не се надмина рекордот кој што е поставен во 2010 година со собрани 382 крвни единици, тие се задоволни. Овие 213 крвни единици се наменети за потребите на скопските клиники. Нова акција уште еднаш потврдува зошто Велес е лидер во државата на полето на доброволното крводарување.
Маријан Бајрактаров, орален хирург за Струмица, Борче Митревски за Петровец, Славчо Чадиев за Велес, Тони Затковски за Кривогаштани, Зоран Георгиевски за Куманово. Се кандидатите за градоначалници со кои ВМРО ДПМН ќе излезе на локалните избори во овие општини. Ова денеска на пресконференција го соопшти генералниот секретар на партијата Кристијан Мицковски. Неколку општини од земјава да обезбедат услови и простории за делење и транспорт на храна во рамки на проектот Отварање народни кујни, одлучи владата на Република Македонија, откако ја разгледа и усвои информацијата за прогрес на проектот Отварање на народни кујни за периодот јануари-јуни 2017 година со новиот текст на заклучоци. Владата на вчерашната седница го задолжи Министерството за труд и социјална политика да направи анализа на ефектот од функционирањето на народните кујни и во рок од 30 дена да предложи модели за нивно подобрување. Продолжуваме со вести од земјава. Зврлевски не треба да се менува во време кога се распишани избори, оти тоа е кршење на изборниот законник. Ова е едногласниот заклучок на антикорупционерите. Престанокот на работниот однос на јавниот обвинител Марко Зврлевски не е законски, вели претседателот на антикорупцијската комисија Игор Тантуровски, зборувајќи за тоа дали за време на избори, во овој случај локални, може да се вработува или разрешува лице во државните и јавни институции. По завршување на вчерашната седница на комисијата во собрание, антикорупционерите го предале мислењето кое било едногласно. Не можеме да се согласиме со смена на Зврлевски кога членот 8 од изборниот законник е јасен и нема никакви други измени на истиот, вели Тантуровски. Антикорупционерите се изјаснуваат една недела откако ВМРО ДПМН е побара од нив да дадат толкување за примената на членот 8, според кој во време на распишани избори се забрануваат постапки за вработување на нови лица или престанок на работен однос на државни функционери. Опозицијската партија побара да се стопира расправата за разрешување на Зврлевски, додека комисијата не се изјасни. Извештајот за работата на регулаторната комисија за енергетика во влада. По предлог на Комисијата за економски системи и тековната економска политика, владата го разгледа извештајот за работата на РЕК во 2016 година. Со новиот закон се предвидува либерализација на струјата, што значи струјата ќе се обезбедува до крајните потрошувачи на слободен пазар. Според познавачите, согласно сегашните параметри, новата измена на законот ќе доведе до нејзино поскапување, бидејќи владата ќе изгуби муки на регулирање на цената на струјата. Овој закон повеќе пати беше одложуван од минатата влада, токму со цел спречување на поскапување на струјата. Промената на законот е една од иницијативите на вице-премиерот Кочо Ангјушев, кој освен што е потпредседател на владата, тој е еден од најголемите трговци на струја. Владата информираше дека законот бил усвоен на владина комисија и набрзо ќе биде усвоен и од владата. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун ја одложи одлуката за истрелување ракети во правец на американската територија Гуам и одлучи да види што првин ќе направат Соединетите американски држави, соопштија севернокорејските медиуми. Во своето прво јавно појавување во последните 2 недели, Ким направил увид во инструкциите на севернокорејските воени сили, разгледувајќи го истовремено планот за истрелување 4 ракети кон Гуам, јави севернокорејската агенција КЦНА. Портпаролката на Стейт Департментот Хедер Ноерт изјави дека не е доволна одлуката на Северна Кореја за одложување на лансирањата и дека Пјонгјанг мора да покаже дека е подготвен за денуклеаризација на Корејскиот полуостров. Вести од светот во продолжение. Се уште активни пожарите во Грција. Грчките власти побараа од државите членки на Европската Унија да им поземат авиони и хеликоптери за гаснење на пожарите, откако пожарникарите веќе 3 ден се борат против огнената стихија северно од Атина. Противпожарната служба наведе дека 60 пожарникари се испратени од Кипар за да ја помогнат на Грција во гаснењето пожари. Околу 400 грчки пожарникари и војници со поддршка на канадери и десетина противпожарни камиони се обидуваат да го стават под контрола големиот пожар меѓу местата Варнавас и Каламос, околу 45 километри северно од Атина. За сега никој не е повреден во пожарот, на најмалку 20 куќи се оштетени. Грчките пожарникари се борат и со пожарите на Пелопонес и на островот Закинтос.
Најмалку 28 лица загинаа, а повеќе од 80 се повредени во тројниот самоубиствен напад извршен од жени во нигерискиот град Мандарари, лоциран на 25 километри од Мајдугури, главниот град на нигериската североисточна држава Борно. Според изјавата на припадник на цивилната милиција, кој се бори против джихадистичката група Боко Харам, 3 жени ги активирале експлозивните појаси на влесот Бегалски камп. Првата жена самоубиец го извела нападот во 18 часот по локално време на Пазар, што се наоѓа на влезот на кампот. Тоа предизвикало паника, а веднаш потоа уште 2 жени го активирале експлозивот што го имале на себе. Триесетдве лица се убиени во операција која траела 24 часа е наменета за борба против дрогата и наркобандите, соопштија филипинските власти. Лицата кои биле убиени се добро познати на полицијата како престапници и припадници на криминални банди поврзани со илегалната трговија со дрога. Убиените во текот на операцијата биле наоружани и им се спротивставиле на овластените лица. Во текот на рацијата биле пронајдени и запленети дрога и оружје. Операцијата била изведена во провинцијата Булакан, северно од главниот филипински град Манила. Се шпекулира дека контраверзната војна против дрога која беше покрената од страна на претседателот на Филипините Родриго Дутере во 2016 година веќе одземала неколку илјади животи, а во последната операција полицијата уапсила над 100 лица. Полициската операција во Булакан е најкрвава досега и со најголем број убиени, известуваат поголемиот број на медиумите од Манила. Денес имавме сончево и топло време. По најавите на метеоролозите, во попладневните часови облачноста ќе се зголемува, а ќе дува и умерен северен ветер, најизразен во североистокот. Во северните делови ќе има услови за појава на грмежи проследени со пороен дожд. Ова индексот имаше вредност 8. Утринската температура се движеше во интервал од 11 до 20 степени, а дневната достигна до 36 степен. Следува период на претежно стабилно и се потопло време. Дневната температура до сабота ќе биде во постепен пораст, но ќе се задржи во рамките на просекот за овој период од годината. Најтопло ќе биде во сабота со максимална температура до 38 степени на југоистокот од земјава. Во четврток во попладневните часови ќе има локално зголемување на облачноста и услови за појава на краткотраен дожд и ретки грмежи, претежно на север. Врнежи од дожд со намалување на температурата се очекуваат на крајот од викендот. Метеоинформациите беа последни во ово издание на Дневникот. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.